Личните податоци на граѓаните и јавните личности не се за сечии очи. Матичните броеви, адреси на живење, сексуална определба и слично се само дел од работите со чие објавување треба да се биде внимателен. Колку медиумите во Македонија водат сметка за заштитата на тугите информации од лична важност? Најчесто станува збор за несвесни грешки, грешки кои што потекнуваат од при објава на одредена информација да не се изврши анонимизација на податоците за лицето или лицата за кои што се објавува информацијата и при тоа целта, нашето видување барем такво во дирекцијата за заштита на лични податоци може да се постигне и доколку се изврши анонимизација на лични податоци. Например, со замаглување на лице на малолетник или пак како станува збор за пише медиум со употребување на иницијали наместо користење на целосно име и презиме, адресни податоци, матичен број и слично. Но понекогаш линијата помеѓу личен податок и јавен интерес е многу тенка и тешко може да се утврди. Токму поради ова неопходна е поголема обука за медиумските работници, да можат овие работи соодветно да ги разграничат. Бидејќи се покажа како најголем проблем кога медиумските работници, особено оние да речеме фоторепортирите, камерманите, уредниците, кои што секојдневно доаѓаат во контакт со многу информации, многу лични податоци од кои што некои се чувствителни, во пракса им е многу тешко да утврдат каде е границата помеѓу она што значи приватност и јавен интерес. Досега во дирекцијата за заштита на лични податоци се обратиле над 5000 граѓани со своји представки. Се повеќе расте бројот на оние кои бараат помош при злоупотреба на лични податоци. Но исто така има граѓани кои сакаат да се консултираат за тоа што е злоупотреба на лични податоци, а што не.